тема завршихме, по која била донешен спорт, криминал, недостаток на средства, заминат повод. Втора точка, там беда одморот. Сега пак ние збораме дека било црно. Оти е бело и сега ние нема што да правиме тука и дојдовме на совет и велиме ова е црно. Јас не можам да разберам, во просторијата има еден куп интелектуалци, луѓе на функции, како можат да дозволат денес од нас тука да бидат прашувани, ние да изнесуваме се она што пишува во документите, а ние еден од вас да не го повика Талески. Значи, на вистина, не можам да се доначудам како мирно седите и како што тој ја надводи од копарата, вие ја сакате. Дури да се чуди човек. Ке почнам од крајот, од излагањето на колегата и ќе го запрашам. Нашето однесување на комисија не било демократско, сме се однесувале како да ги испитуваме, а денес однесувањето на вашата владеачка партија е демократско. Во овој мандат на советник, јас имам видено само единствен директор да стани на оваа говорница и да каже што се случувало во неговото училиште. Само еден. И истиот, откако кажа од оваа говорница се што кажа во училиштето, го отстрелавте. Па тој си каже, како не со партијава кога? Кога си каже човек? Еве денес, ако сме толку демократски расположени, зошто не им дозволите на директорите од оваа говорница, јавно, бидејќи не бевме сите присутни на комисиската расправа, да кажат дали се задоволни од условите во кои тие работат и во кои тие управуваат училиштата. Јас не гледам ништо лошо во тоа. Ама не може, не смета станат. Тек тук во некој каже на комисија искрено она што се случува, ама покето не смета да кажат. Она што ни го каже една од директорките, дека доколку за 280 ученици не се најделе средства за хигиена, ќе даела таа од собствените средства, е жално. Значи, еве, да го прогласиме ова како некој нов назив во историјата, како добродетелско општество. Сакате да ми кажете дека тоа е во ред и дека 1500 до 2000 денари се доволни за 280 ученици за хигиена? Не се. Сакате да зборуваме за директори, еднаш од оваа говорница спорував дека во Битола имаме вечни директори. Тогаш се чудевме зошто е така, меѓутоа по изрекувањето на транспортет, очигледно е дека некој тие директори ги држал брака и со нив манипулирал. Јас ви тврдам дека доколку овие директори добијат прилика да станат на оваа говорница и искрено да го образложат извештајот кој што го имаат подпишано, ќе кажат така како што е. Меѓутоа, вашата демократија не им дозволува. Јас искрено не можам да ве разберам толку интелектуалци да се обедите во една просторија и да ги натерате да седат и да молчат. Понатаму, добивме дури изјава дека за да се обезбедиме средства за хигиена, биле договорени да имаат донација од оние кои што им носеле храна. Очигледно дека поимите донација и провизија ги имате измешани. Имаше само една директорка, која што се уште била ВД директорка, точно знаеше од каде има покварена донација, на кој начин ја има покварена донацијата и колку средства влегле во училиштето. Само една. И тоа е за почит. Точно знаеше што влегло во училиштето. И сега, кога неја ќе ја прашате, да нема да ви каже дека ние сме испитувале, ние поставно прашавме. Бидејќи така знае работите, неја и е заведено и книговодствено и секаде. А другите не знаат, заради тоа што не влегуваат такви средства. Колега, ако ние чекаме да видиме колку ученици ќе се хранат во училиштето,
за провизијата на храната да обезбедиме средства за хигиена, за вас тоа не е голем проблем. За вас не е проблем што имаат блокирани сметки. За вас не е проблем што користеле провизија за хигиена. За вас не е проблем што не смеат да кажат точно, искрено одговорницата што се случува во училиштето. Значи за вас нема проблем. И уште ги се споредуваме пред неколку седмици со училишта во Англија. Ние од пустец сме положи. Колега, ако не ме навреди се ова досега што кажав, јас навистина не можам да разберам што би допрело до вас како советници. Навистина. Кажав и во претходната точка, ќе кажам и сега. Вистината дека во Битола има криминал во општина Битола е јавна. Ако таа вистина некого го преѓа, јас тука не можам да му помогнам. Тоа дека тој што е раководно општината направи пустош, и тоа е јавно признаено. Ако некој од тоа се страми, нека го повика, па нека ни каже дали е така или не е така. Благодарам.